Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Гордана Дувњак, а вие го гледате последното издание на емисијата Правда и неправда. Последното издание од овој серијал. По куса пауза од септември во истиот овој формат ќе се дружиме повторно, кога со уште поголема енергија и внимание ќе се посветиме на една од најважните и најприоритетни теми, а тоа е функционирањето на правната држава и владењето на правото. Во изминативе 15 емисии се занимававме со многу теми. Зборувавме за реформите во судството, за корупцијата, за начинот на кој што се избираат и разрешуваат судии, за затворскиот систем, искуствата од судот во Страсбур и за многу други прашања. Циклусот на емисии од овој серијал се одлучив да го затворам на некој начин, на еден нестандарден начин, со приказната на една наша сограѓанка, која во голема мерка сметам дека ја отсликува парадигмата на македонскиот правен систем. И посакувам добре дојде на мојата вечерашна гостинка, господјата доктор Лилјана Синадиновска-Андреевска, по професија лекар, епидемиолог, сега во пензија, колку што знам. Токму така. А по сила на приликите, судски парничар. Добро вечер. Добро вечер. Господја Андреевска, кога ме побаравте за разговор, тоа беше по ваша иницијатива, бев свесна за ризикот, што ќе значи вашето гостување во нашата емисија на Еден ТВ, бидејќи ваквите судски приказни најчесто имаат две страни и тогаш и сега сакам да ви кажам дека ниту јас, ниту телевизијата не сака да се става во улога на судија, да пресекува, да донесува некаков мериторен суд, бидејќи тоа не е ниту наша работа, ниту пак имаме увид во фактите. Туку едноставно сакавме да прикажаме низ вашата приказна што се треба да помине еден граѓанин низ лавиринтите на правната држава за да дојде до правдата или пак да се разочара од неа. Вие се согласивте тогаш, поправете ме ако грешам, на оваа наша елипсовидна маса да дојде условно кажано и другата странка, другата страна во спорот. Тоа е вашиот роден брат, Бранислав Синадиновски. Меѓутоа, тој не покажа интерес да седне на заедничка маса со вас. Кажа дека не гледа причина за такво нешто, дека за него приказната е завршена и дури дека му е подниво да биде во ова друштво и овде. И покрај тоа што ме предупреди дека не смеам да го споменувам неговото име, јас сепак го прифатив ризикот и вие сте овде и разговараме. Пред да го почнеме разговорот, ќе ве прашам и ќе тргнам од последниот ваш ангажман, а тоа е, колку што знам, пишувате писмо до американскиот амбасадор Джеймс Бейли, на кој што му ја раскажавте наку со вашата, како што велите, судска голгота, која што трае веќе 23 години, и некаде сретнав податок дека низ годиниве сте потрошиле близу 50.000 евра, што по адвокати, судски вештачења и други правни лекови. Во дописот кој што чинам сега е на превод, напишавте: немам повеќе врата, ниту институција каде да се обратам и затоа ви се обраќам вам. Зошто се одлучивте на крајот на оваа адреса да се упатите? Благодарам, вие воведно многу убави работи кажавте. А зашто се обратив на оваа врата, на Еден телевизија, е тоа што гледам дека
Од никаде немам помош за мојата агонија, која што трае 23 години, и ми преостанува, ако ништо друго, барем за душевна сатисфакција, да ја раскажам приказната која што јас и моето семејство ја трпи 23 години. Ке тргнеме од почеток. Вашиот проблем е семеен. Да. Можете ли да им кажете на гледачите од што тргна проблемите и кога? Колку што знам и од она што можев да го видам од документите кои што ми ги дадовте, цел еден тон документи, цела кутија кеса со најразлични пресуди и одлуки, станува збор за поделба на имот. Повелете. Токму така. Сето се случува со тешкиот мождан удар на нашиот татко Јаким Синадиновски во февруари 1995 година, кога после тоа, ако се изразам на народњашки, станаа приликите во семејството тумбе, све се преврти во друга насока, што никогаш не би можела јас да ја очекувам, а камоли ево како сега да ја доживеам. До тогаш семејните односи беа во ред? И... Па во однос на братот беа така релативно, повеќе со родителите имав близина како едно семејство, но сепак немало никакви конфликтни ситуации, ниту пак судските органи комуникација. Значи, кој ќе речам, талкајки по судските ходници за судска неправда, агонијата моја и теророт започнаа, значи, со тешкиот мождан удар во 1995 година. Прво што се случи во дует со нашата мајка, ми ја тужеа куќата, односно ни ја тужеа, бидејќи јас не сум сама, имам сопруг, тоа е заеднички, и одеа до таму да бара вонредна мерка без ЗЗ, тоа е барање на заштита на законитоста, и плюс повторување на постапката. Сите овие работи им беа одбиени, што е многу чудно, но пак ќе речам зошто е тоа така. Така е затоа што тоа беше почетокот на оваа агонија или патологија во мојот живот. Покасно веќе мојот брат многу добро пливаше од партиски аспект и можам да го наречам слободно партиски камелеон, почнувајќи од Сојуз на комунисти, на работно место во секретаријатот за надворешни работи, се до распадот на Југославија во 90-та година, потоа во Социјалдемократскиот сојуз, каде што бараше функција да биде министер за надворешни работи, но не успеа да ја добие. Потоа влезе во ВМРО и каде што остана 2-3 години и оттаму беше повикан да ја напушти партијата, не навлегувам зошто, иако знам. Потоа оформи Македонска обединителна партија и тука го изигра кандидатот за градоначелник, господинот Ангел Џамбазовски, кој што пишува во весник, Синадиновски кога зборува халуцинира. Не стана, вика, со печатите и програмата, така да ни беше ускратен фактот да учествуваме на конкурсот за градоначелник на град Скопје. Ќе ве вратам сепак на почеток. Рековте дека 95-та година мозочен дојде. Вашиот татко кога почна? 98 година. 98. Во документите кои што имав можност да ги сретнав, да ги разгледам, дојдов до податок дека во 84-та, поправете ме ако грешам, 85-та година, вие имате договор за подарок од таткови, а тоа е доградба на барака на улица Караорман број 5. Токму така. Исти таков договор има и мојот брат на истата катастарска парцела, а договорите... Тоа речиси идентичен... Идентично. Се разликуваат само за еден реден број. И од иста судика, и тоа све легално во суд обавено, скициран договорот од судско лице, како што беше во стил на мојот татко, све леге артист да прави во животот. Вашиот татко, за оние што не го знаат, беше универзитетски професор, академик. Беше научен деец, кој што публикуваше многу плодородни дела и имаше особина да работи емпириски, не од фотелја и да вклучува тимови,
на помлади колеги за да ги обучува како да навлезат во научно-истражувачката дејност. И носител на партизанска споменица, да. така. Сега, што се случува после неговата смрт? Предпоставувам од тогаш започнаа проблемите или како пред? почна болеста започнаа проблемите, да. Во меѓувреме дознавме, ова не е битно, ама ќе го напоменам, братот изјави дека ќе оди со хеликоптер да носи лекар од Москва, а покасно од другарка моја што беше технички директор во сегашна Македонска банка, дознавме дека фактички цело време боравел во банката и ја испразниле девизната сметка на мојот татко, која што ја напамет ја знам и по број и по све, од февруар месец до мај на 0 салдо, и то на орочени и заробени девизи. Во телефонскиот разговор што го имав јас со господинот Синадиновски вчера, тој ми рече дека не знам со каква личност влегувам во разговор. И покрај тоа, нели, јас го прифатив ризикот, затоа што сметам дека секој треба да добие шанса да зборува и да ја каже својата приказна. И ми кажа еден момент кој што верувам треба да зборува за вашата личност. А тоа, ќе го парафразирам, беше во насока на тоа: не сакам да седнам на маса со жена. Тој дори рече дека не ве чувствува како сестра и не ве признава за сестра, која што година дена, откако почина татко ми, побара Деловна способност. да се утврди деловната способност. Не е точно, тоа е брутална лага. Јас ви кажувам тоа што тој ми го кажа. Познато вие и психијатрите, постмортално ретко кога се врши оценување на деловна способност или во изнимни случаи ако почнало во текот на животот, па во меѓувреме дотичната личност починала и да се донесе конклузија или заклучок дали се работи за деловно способна личност. Дали во судска постапка вие сте барале да се утврди деловната способност, во која фаза и по кој повод? Кога разбравме дека девизите се земени и гледавме дека ќе доаѓаат нови постапки кои што во моментот не можевме да ги предвидиме. Зашто за мене тие се многу морбидни и несватливи, поготово со крвна врска од прв ред. Тој нека не ме признава, јас го признавам како брат. Кажете ми, во документите можев да видам дека вие го оспорувате и тестаментот. Да. Да. На 12.10.2006 Тестаментот на господинот Јаким Синадиновски датира од 94 година, додека оставинската постапка е покрената 98 година, така? Точно, 98 има малку нелогичности. Ако има оставинска постапка, како тоа оставинската ќе се зборува за тестамент? Поготово станува збор за сопругата или мојата мајка и братот, како тоа ако тие знаеле дека постои тестамент, што воведувале оставинска постапка во 98 година со смртта на татко ми. Тоа све е правено отпосле. Секој паметен човек ќе свати како е сценариото организирано во врска со... Вие знаевте дека постои тестамент некако? Боже сачувај. Не постои ни ден денеска. Тој тестамент се знае, може да предпоставите кој го срочил. Прогласен беше во 2006 година и во тој тестамент кај Верица Симовска судија беше ставена во оставинска маса и нашата гаража. Самиот тој факт за гаражата зборува дека тестаментот е фалсификат и невалиден. Зошто? Ако во 94 година во февруар месец наводно го составил татко ми тестаментот, зошто во декември 93-та, кога дојде Геодетската републичка управа да направи увид на недвижностите на нашата парцела, при што утврди дека во мојот имотен лист стои сутерен гаража и приземје, кај татко ми подрум и приземје, а кај братот помошни простории и приземје. Што значи татко ми за месец и пол дена би ги менувал работите, поготово немате представа каков човек беше тој, транспарентен, отворен, ништо тајно кај него немало конспиративно. Она што е чудно, што и вие и во списите кои што ги читав подоцна, а се дел од приговорите на вашата
мајка, сега покојна Милка Синадиновска, и брат ви Бранислав, постојано се зборува за моралниот лик на Синадиновски, кој тоа го уништувал и го нагрдувал ликот на вашиот татко, кога велите дека бил праведен човек. Бидејќи од тестаментот, Па кој што... видите да јас, ако ми дозволите, ваквите постапки, после падот на Јаким Синадиновски, не после смртта, што покажува дека некому дур му требал, молчел и се додворувал. Кога престанал да биде способен, тој истиот кој што користел да му се диктираат текстови, сакал да се обрачуна со Јакима. Јас велам дека и со мртвиот Јаким нему му пречи. Кога би можел да го избрише дека воопшто се родил и живеел Јаким, и тоа би го сторил. Исто и со мене. Зошто тоа го велите така? Зашто го велам тоа? Затоа што му пречиме. Прво куќата наша на парцелата му смета. И милатата година слушнавме од соседите, објавил оглас за продавање и сега му пречи. Имаме поднесено документ за физичка делба, пошто дворот не ни е среден и ние сакаме да се средиме и еднаш и за секогаш да се смириме. Секоја недела све некој документ стигнува од судот. Затоа е оваа работа што ја кажувам. Во судска постапка и дозволите само. Јаким никогаш не може никој да го оцрни. Јаким има толку многу книги, 25 книги има, поготово и за овој Мавровскиот крај и Горнореканскиот, зашто покасно ќе зборуваме за православниот албанец, толку има напишано да нема потреба некој да зборува дали го оцрнува Јакима. Да. Ке се вратам на тестаментот. Да. Тестаментот е напишан на машина за на латинично чукање, писмо, што е нонсенс за професор, како што беше Јаким. Во македонски суд да куцаш на латинично писмо Тоа е многу краток, по форма тестамент. Потоа со сведоци, мануелци, ја ги дознав кои се што се, каде што нема нити единствен матичен број, каде што се сведоците, ниту им се читки имињата и презимињата, пола се со ракописни, пола со печатни букви, нити број на лична карта. И Јакима, да го замислите во такво својство, да вика, дечурлија, извините вака што се изразувам вулгарно, воопшто не е својствено за него. Кога изјави други документи, како и договорите за подарок, сето тоа го правил во соодветниот суд, тогаш беа општински судови, после стана основни судови. Вие го спорите тој тестамент и го споревте во судска постапка, тврдејќи дека е напишан отпосле, дека е ништавен и колку што прочитав некаде во ваш приговор, вие сметате дека татко ви воопшто немал потреба од тестамент, бидејќи доколку имало такво нешто за време на неговиот живот, ке бил обзнанет во времето кога била оставинската постапка. Токму така. Кажете ми, тоа е мој впечаток читајќи ги документите, дека од таму практично тој тестамент почнува се. Затоа што добив впечаток дека еден цел куп постапки сте почнале. Прво околу спорување на тестаментот, потоа докажување на тоа дека станува збор за лажни сведоци. Можете ли околу тоа нешто да ни раскажете повеќе? Можам. Со прогласувањето на тестаментот, со мојот ополномоштен бранител, ние направивме увид во записникот и видовме дека судиката Верица Симовска, што го прогласи тестаментот, а подоцна и од Републичкиот судски совет добивме исто мислење, воопшто не навела за каков тестамент станува збор. Тој тестамент и сомневањето за фалсификат на потписот на Јаким Синадиновски. Тој тестамент на ништо не личи, ни по форма, ни по содржина. Иако сум ја лекар, научив нешто со овие мои макини судските лавиринти да сватам зошто е тоа така. Сега да биде појасно, со тој тестамент наводно Синадиновски се остави на сопругата. И тоа е малце нелогично. Куќа, гаража, куќа во Мавровјанови и девизни средства. Видите, што има да остава на сопруга, која е 2 години помлада од него, кога со ризикот од онемоќување и смртта е многу близко, пологично е да оставил на него, на братот, или на мене, ама нонсенс е тоа да го зборувам. Јаким не признавал тестамент. Еве, јас ви кажувам. Заради селективната правда.
Тоа е тоа. Вие во судска постапка успеавте да докажете дека се лажни исказите на сведоците, бидејќи едниот исказ, колку што можев да видам, беше многу контрадикторен и во една од тие бројни постапки судијата го казнил едниот од сведоците за давање на лажен исказ. Меѓутоа, тоа не ви помогна многу во судската постапка, бидејќи подоцна тестаментот беше прифатен. Мојот брат имаше комуникација со судските органи, а зад него стоеше одредена партија. Дали ВМРО во почетокот, а потоа ДУИ, така што на секој поднесок или тужба се подпишува како специјален советник на Али Ахмети, што е нонсенс, нели сите знаеме департизираност на судот, што ова зборува сосема спротивно. А за исказите на двајцата сведоци, и двајцата сведоци имаа во истражната постапка кај Маријан Колишев еден исказ, а потоа во кривичните пријави за лажен исказ се докажа сосема спротивно. Првиот, Воислав Александрич, изјава дава дека мојот покоен татко му помогнал од ЈНА да премине во АРМ. И што се докажа? Дека воопшто не бил. Извадивме документи и од Министерство народна одбрана Србије и од нашево Министерство за народна одбрана, дека ни таму воопшто не бил вработен. Бил вработен во некоја фабрика во Чачак, а потоа во Металски завод Тито. Ги познаваше ли таткови двајцата сведоци? Од кај ќе ги познава? Прво, за вториот, кај што докажуваме ништавност на тестаментот, кај судија Благица Ѓошева, која што не се либеше да не покаже дека директно е поврзана со спротивната страна, со Бранислав Синадиновски, ме разбирате? И тој го донесе овој вториот сведок, тој го донесе како сведок, тука има студирни интереси. Како може он да го носи, кога он е ставен на тапет да му се поништи тестаментот? Со поништувањето он губи се. А вака нема поништување и судиката Благица Ѓошева, мојот адвокат, покрај искажот, стана фотографија да му покаже со тројца личности до пола сликани, кој е тестаторот, под наводници, односно Јаким Синадиновски. Не го позна и знаете што рече? Треба дома да одам по други научари. И адвокатот му одговори, вие никогаш не сте го виделе тестаторот. Кажете ми, вие баравте да се утврди и веродостојноста на потписот и графолошко вештаче. За жал, во тој момент, исчезна тестаментот во непознат правец. И тогаш баравме субсидиерно со мојот бранител да ја продолжиме истрагата. Тоа ни беше одбиено. Обвинетите, моите мајка Милка Синадиновска и Бранислав, поднесоа приговор. Обвинителство е прекина кривичната пријава, бидејќи го нема тестаментот, нема докази. Како можеше да исчезне? И дали тој само во еден пример? Може, во нашите судови се може. Од мојот пример се може. И тогаш баравме исто да се продолжи истрагата во смисол истражни действија на сите судии кај што боравел тестаментот на 3 места. Боравеше тестаментот на прогласувањето во едната оставинска постапка и во другата оставинска постапка во однос на мојата покојна мајка Милка Синадиновска. Вие се обративте и до судски совет, меѓутоа Да, добивме мислење, имавме одговор, кај што се вели дека не се знае каков тестамент е примен, дали во оригинал или во фотокопија и во колку примероци. На што личи тоа? Тоа е суд. Тестамент е многу валиден документ ако е исправен и ако е веродостоен. Да. Колку што знам, потоа вашата правна битка продолжи и кон катастарот. Да, голготата моја во лавиринтите на Агенција за катастарски недвижности, а тоа е она што кажа во оставинската маса дека беше ставена гаражата, беше аларм за да одам да направам увид. И гледам дека гаражата ми е оттуѓена, одземена од мој имотен лист и ставена на имотен лист на покојниот татко веќе 2 години починат. И почнувам со барање на повторување на постапката, тука добивам одбивање за повторување на постапката, потоа по жалбена постапка, дополнување на жалба, видите до кај одат патологиите, каде што мојот син наводно испратил телеграма со печатни букви.
условно кажано, втората страна, другата страна, приговор поднесе на... Со приговор ја да. отуѓа гаражата. Да, Така. да, незаконски. Како со приговор. Се отвара општа управна постапка, не може со приговор и без да знаеме. Ништо ние не знаеме. Со прогласувањето на тестаментот во оставинската маса која ја видовме гаражата, ни стана јасно. И тогаш се упатив во катастарот да направам увид на кое што имам законско право и видов дека гаражата е ставена на умрениот мој татко 2 години после неговата смрт, 98 почина, во 2000 година и то во јули месец правосилност. Така е најлесно, знаете, кога сите се по годишни одмори и нема кој да контролира. Мирче Ѓоргов е главниот ВД директор, а потоа и Кирил Галевски, државен советник, се вклучува во играта. Кажете ми, во меѓувреме се појави уште еден тестамент. Не, уште еден, уште два, ама Уште тоа се два. тестаменти на нашата покојна Значи мајка. еден тестамент на вашата мајка. На истиот ден кога Потоа е прогласен договор, и уште еден друг тестамент после месец дена, само јас се прашувам Поликсена Античе судика, како можела да ги прифати, парафира тие тестаменти, кога пак ќе повторам, мојата мајка немаше имотен лист. За да направиш тестамент треба да имаш нешто во имот за да го предадеш на наследникот што мислиш дека во дадениот случај на братот. И овој тестамент е рачно напишан. Тоа Рач, се да, 4 да. страници текст. Да. Добро, каде- типично за жена, сега не сакам тоа да ме сватите погрешно, толку имаше образование, мајка ми била ме донела на свет со Во ракописот. тестаментот таму пишува, јас имав можност да видам фотокопија, дека целиот имот го препишува на вашиот брат, Бранислав Знам, и ме Синединовски, лишава од наследство. дека сте исклучена од тестаментот, Дека сум ја тепала, зашто не извадиле лекарско верење да докажат? дека психички сте ја малтретирала, сте сум чукала чукала на прозор, знам, сум ги читала сите тие Така, работи. насилно сте ја скршиле братот А од ние викендицата. изгоревме од трчање и носење е се што треба. Татко ми 2 месеци цели секоја ноќ го чува во интензивна нега во војна болница. Јас имам тука и документ за нега на член за мојот роден татко боледување 4 месеци земено и за незе прекрамбени артикли доле носев. Оти ние сме така на малку повисоко, не се на пониско доле монтажната барака, ама и таа беше убаво средена со зидана. Така да уопште не ме тангира тоа мене измислени работи. Имам совест. Меѓу другото, таму пишува дека сте покажале непочитување, без нивна согласност сте го туѓиле голфот, што бил на име на Јаким. Насилно на сте ја скршиле вратата од викендицата. Ајде. Меѓутоа и покрај се на 12.10.2006 овој документ е прогласен за валиден. Да, тестаментот. Така? Па не за валиден, само прогласен. Прогласен. Валидноста е нешто друго. Тоа ако ќе го прифати судот и се издава судско решение за тестаментално наследство, тогаш е валиден тестамент. Во кој момент имотот на вашата мајка премина кај целиот на братот? Па тоа беше И на што следеше повеќе после тоа? чекори. Прво, договор за доживотна издржка и тој не е валиден, бидејќи примателот на издржка, тоа е мојата покојна мајка, пак немаше имотен лист, а давателот на издржка тоа беше братот мој. Потоа, ако го погледате договорот, адресите горе се лажни. Пишани се на Димо Хаджидимов, а мајка ми никогаш не се померила од нашата адреса на булевар, не булевар, него на улица Караоман бор 5, а братот е на булевар Јане Сандански 54/1/6. Но во судот се може. Да. Кажете ми сега со сите тие постапки до каде стасавте? До Во нигде. која фаза? До нигде. Активна постапка уште имаме за земјиштето, за кое што во почетокот беше парафразирано од Александар Маринчевски, а сега, пак ради додворување на државниот првобранител, кој што е албанец, Маринчевски во Дубол заедно со братот тужаат, се жалат, што нема логика што братот мој не е способен сам да го спроведе тоа. Сега е на ниво на Виши управен суд и чекаме
Што би друго можело да се стори, зарем ќе не направат куќава нашата да лебди у ваздух? А сакав да кажам за гаражата. Гаражата е во темел на нашата куќа. Јас Да, фотографии тоа од сликите покажав. може да- Еви овде има да. еве фотографии во темел на нашата куќа и лежи на наша земја. Како може некој да ни оттуѓи оваа гаража, да ни одземе? Вашиот брат доби право и на користење на земјиштето на кое се наоѓа бараката? Да, од татко ми 2/3 има он сега. Прво беше Република Македонија, не, прво бевме сите тројца до 99-та година, по 1/3 идеална. Потоа тој го превзеде делот на татко ми, па 2/3, а јас имам, односно пак секогаш во еднина зборувам со сопругот, имаме 1/3. Вие се уште живеете на улица Караона. Па немам намера никаде до таму. Каде што имате и доградбе направено? Да. Да. Кажете ми сега, паралелно со вие нарекувате со оваа судска голгота што ви се случува и која што речи си е пред крај, бидејќи ги црпите веќе и последните правни лекови. Ви се случува и една лична драма, ако можам така да ја наречам. Факт е дека секој може да се нарекува како сака и да се чувствува како сака. Меѓутоа, во последниве години, вашиот брат е многу активен во докажувањето на тоа дека е на некој начин лидер на православните албанци во Македонија и каде иде треба да регистрира и верска заедница. Од разговорот со вас, вие и тука ја гледате врската за судските процеси, затоа што тврдите дека цело време брат ви наоѓа некаква политичка поддршка која што му помага да ги стурка работите. Колку и тоа вака да делува неверојатно и претенциозно, мислите дека тоа е единствениот мотив? Па еден од доминантните мотиви. Одлично плива. Одлично. А каков и што е, не би сакала. Ја не сум психијатар, па по најмалку на телевизија да зборувам. Многу добро знам кој е и како е. Како се чувствувате, господи Синадиновска? Простете вака што ве прашувам вие. Како се чувствувам? Да. Дали Па, да како кажам, православна албанка? Боже, сачувај, немам ништо против албанците, ама јас требаше да донесам Национален парк Маврово, од татко ми книгата да видите што пишува за тој Мавровско-горнорекански крај од 10 и 12 век со аргументи, а не овака 75.000 православни албанци. Па кај беа тие на последниве избори? Кај се гласовите за Али Ахмети и за Дуи? Сега ќе ве замолам заедно да погледнеме еден исочек од интервјуто во кое што гостуваше вашиот брат со снаата, каде што може да се забележи дека разговорот е правен со преведувач. Ја молам режијата да го пушти делот од интервјуто на господинот Синадиновски. И моето поблиско и подалечно семејство, ние сме албанци, ортодоксни албанци од Горна река и Мавровскиот крај. Инаку моите дедовци, прадедовци, дојдени се во овие подрачја негде во 14-тиот век од околината на Скадар, од црногорска страна, и се населуваат во Мавровскиот крај и во Горна река, конкретно во Леуново и во Беличица. Интересно е да се каже дека семејството на таткот на мојот дедо Софре, кој е дојдено од Црна Гора, дојдени се 12 браќа и 5 сестри, од кои 8 браќа биле ортодоксни албанци, а 4 биле со исламска религија. Исти случај бил и со сестрите. 2 сестри биле ортодоксни, 3
со исламска религија, што зборува само за трагичната историска судбина. Господја Лилјана, сте го гледале ова интервју? Не. Прв пат Ова е го нешто ново за нашиот прадедо да се зборува. До сега никогаш не се спомнуваше, само се спомнуваше нашиот татко, како на своји 2 години, 3 години му зборувал за потеклото албанско и така натаму и така натаму. И за нашата баба, која што е шкрета, на татко ми мајката, Параскева Дојчиновска, а ова е нешто, се извинувам, ново. Кажете ми, нешто слично имате чуено некогаш во некоја прилика од таткови? Да зборува за Видите, татко ми беше ерудит беше татко ми. Тој дури и за албанците сакаше во Титова Југославија да се изнајдат етнички себе си. Како и за турбешите, полемизираше со Нијаз или Мановски. Изјасните сте дали сте муслимани или православни. Да се најдете себе си. А вакви работи, немојте ве молам нонсенси. Не би сакала да зборувам на оваа тема. Вашиот брат и напиша книга за православните албанци и колку што знам и го смени името и презимето. Или ако не го националната припадност. Па јас го прозвав на Сител телевизија, кој ќе запливаш по матни води на друга националност, ќе си изгубиш себе си и ќе станеш одродник од своето семејство и од својот македонски народ. Ова е суптилно прашање затоа што да не бидам погрешно сватена. Јас имам илјадници албанци пријатели и меѓу другото со мојот сопруг работевме во Чегране 77-78 година по ингеренција на покојниот татко дека праксата во медицината се стекнува на периферија, во село. Па не се знае колку пријатели имаме. И многу зборови од албанскиот јазик ги научивме, ако ништо друго, во врска со дијагнозата и анамнезата на болеста. Да, тие зборови што предпоставувам ви користеле во праксата, ги научивте работејки или ги знаете од детството, бидејќи во семејството? Само работејки. А сум ми се љутела на мојата баба, таа што е шкрета, зошто не научила. Секој јазик нова личност, за мене е така. Така знаеше баба ви? Како не, па, она е од Беличица, од родното место на Марча Аризан, на Ленче Софрониевска, ако ви е познато, Матеа Матевски. Шкрети, етимолошки словени. Балистите ги имаат горено живи. Што сакате повеќе да зборувам? И кај Влајница настапи Тодор, како му беше презимето, на Светскиот конгрес. Тодор Петров. Петров, дека татко ми е заробен и интерниран во Тирана и осуден на бесилка. Да, тоа се вистински факти. Како нелогичност и вака сега ова со ова да го споите. Ама не сакам да бидам сватена. Знаете ли колку колешки имам ја албанки? Дури имам колешки кои што на повеќе им верувам од колку на македонките. Зашто имаат една особина на беса, кој ќе кажете нешто да го задржат во себе. Ама тоа не значи дека јас имам албански корени, сум албанка. И ова е брутално, безобразно, јак има да го правите после толку години, не да се врти, се тркала во гробот. Да, друго сакав да ве космополит, со меѓународни сваќања за људските права, по конвенции и по све друго. Господја Лилјана, што ви беше мотивот, значи, покрај целата таа папирологија, судски пресуди, да одите чекор понатаму и јас така го доживеав тоа, како да имавте некаква лична мисија да го демаскирате вашиот брат. Па во оние документи кои што ги видов, сретнав и изјави, вие сте проверувала дали на вистина е академик. Дали е навистина доктор на науки? Дали е навистина професор, дали е навистина амбасадор, за сите имаме документи. За професор од Институтот за социологија и политичко-правни науки. Зошто ви беше тоа потребно? Тоа повеќе беше иницијатива, да бидам искрена, на мојот сопруг, како невропсихијатар, демек да се разобличи дека дава титули кои што се лажни, невистините. Иако
во овие времиња на маргините на разни превирања во државата, кој кого проверува што е и како е. Кога може диплома да се купи, што останува за титулар лажен да кажете. Тоа се, знаете како, тоа е чувство на величина, комплекси се лечат на таков начин. Да, брат ви се подпишува како академик и така и ми рече дека местото не му е на еден академик на заедничка маса со вас. Академиците на каква маса седнуваат со Камбовски? Веројатно, Да. да. Сакав уште нешто да ве прашам, како некакво заокружување од сето ова. Вие имате една листа, мене ми беше многу симпатична да бидам искрена. Не би било тешко да направите информација кого се тужал вашиот брат? Рачунете, тоа е до 2011 година. А од 2011 навака уште колку предмети не ги следиме, не дојде веќе преку нос. Ме разбирате? И тоа ви беше потребно за да го заокружите на некој начин? Не само да го заокружиме. Профилот... Видите, судот затајува, тој треба да го следи тоа. Алармантно е некој толку да има предмети. Дали е тоа во ред, кажете ми? Па отворивте постапка и за лажно представување. Не. Не? Не сум отворила постапка. Да, никаде како да сретна. Кажете ми, еве сега, пред крај сме на емисијата, последните 5-10 минути ги користиме. Што е за вас лична сатисфакција? Еве, вие сте свесна дека изгубена ви е правната битка или, со други зборови кажано, дека многу е трнлив патот целата постапка да се врати на некаков почеток. Што сакавте да постигнете со писмото до Бейли? Еве, ќе се вратиме на она како што го почнавме разговорот. Да се ги прикажам агонијата и теророт на едно заробено семејство, благодарение на нашиот брат, кој што во соработка со партиите, до каде е партизирано судството, каде што правдата е партизирана, потоа корумпирана и незаконска. И така може да екзистира. Да е во друга држава, кај што има други услови за докажување на правдата овакво нешто никогаш не би се случило. Ако во извештајот на Европската Унија, Македонија во целост доби квалификација дека е заробена држава, како тогаш едно заробено семејство да ги тргне прангите и да дојде до правдата, до вашата правда? Многу тешко. Прво, нашето заробено семејство е со години веќе заробено. Јас имам наведено нотирано дека сме пробале се и ништо не сме успеале, а да не зборувам за судниците и судските поставки. Не, сакам само да напоменам за гаражата. Судика ни беше Емилија Шопар Јованова, која што работеше под директива на председателот на судот. И така, без разлика дали по основна одржувачка ни беше тужбата за докажување на собственост и изгубивме таа постапка, а мојот брат од 76-та или 40 години без малку 38 не живее на Караорман број 5. Како можел тој да одржува гаражата што е во темелите на нашата куќа, која што ни е одговорна и за статиката, не само просторно. 15 квадрати се тоа, не кој знае што. Да. Сега ќе ве прашам, не ве ли измори целата оваа битка? Што ви велат во семејството? Имате подршка да продолжите или ви сугерираат да кренете раце? Па видите, нас властите не принудуваат да ги креваме раците. Со што ќе се изборим? Гледате ова се што го кажувам. А инаку моето семејство не се сложува со тоа да ги креваме раците. Да, имате подршка и од сопругот, да, и од синот. Да. Рековте, ако добро ве следев, дека ја чекате последната пресуда од Висшиот управен суд. Да. И тука предпоставувам дека ќе бидат исцрпени веќе сите правни лекови. Што понатаму? Дали следната адреса ќе биде Страсбур, да речеме? Може би. А последна адреса не е само тоа. Јас треба да напоменам дека личноста која што представува парничар во судот не прекинува, сега го тужи мојот син.
бара за навреда 400.000 денари. Така да ние никогаш не можеме оно што сопругот стално ми го потенцира, дури е жив, ќе не прогонува. Тоа по книга, не по негово мислење. И што правиме сега? Вашиот сопруг е Невропсихијатар, да. Невропсихијатар, да. Кога велам сте свесни, сигурно знаете дека и патот во Страсбур е многу долг, трнлив, особено кога станува збор за предмети во кои што се докажува повреда на Европската конвенција во делот на сопственоста. Така. И па тестаментот како јавна исправа е многу јак документ. И мене, видите, мене ми ускратено не само правото на собственост, него и наследното право. Еве од кого? Зошто? Јас сум се родила и живеела во семејството на Јаким Синадиновски. Кој е тој што може тоа да ми го откратува? И зошто? Заради интереси на некој друг што се додворува на партиите и на челниците на партиите, пишувајќи им по некоја книга и кажувајќи етнички дека има 75.000 албанци. Тоа е трагедијата во нашата држава. Дали вашата единствена сатисфакција во овој момент е јавно да говорите? Како не? Како не? Секаде би зборувала исто. Зошто да не? Јас зборувам вистина. Имам подкрепени документи за тоа што го зборувам. Не се ли плашите дека ќе ризикувате некој да рече тој што губи има право да се лути? Па сега знаете како јас сум имала... И обично се вели дека во суството секогаш има две страни и дека нормално онаа страна така што и пријателите ќе речат се тужите, а не кажуваат кој кого тужи. Тоа е правило, па ми идат преку нос. Кој кого тужи, не се тужите. И не е тоа исто. Мене тоа воопшто... Ви велат ли пријателите вака во неврзан разговор, кои што ја знаат се чудат. Вашата судбина се чудат. И поминати години по судови? Што ќе ви е сето? Не можат да веруваат дека постои таква личност. Човеколико суштество, во кое што место љубов и хуманост има гнев и омраза према сите луѓе што не му се од интерес. Колку време не имате контакти со братот? Па од падот на татко ми. Тоа е единствен брат што ги имате? За жал. Многу е тешко. Ама се навикнувате да живеете. Мора. Не сум сама, јас имам син, имам внучиња, имам сопруг. Себично е само за себе да мислам. А жалам највеќе за синчето, тој е веќе 43 годишен возрастен маж, еве сега ќе го брани докторатот, не е битно тоа што овде го спомнувам, ако ме слуша и ќе се љути, да се малтретира со вакви глупости. Па не ги рушеше вратите од гаражата, па внесуваше на диво кола, па со него. Ноќе после 12 доаѓаше со бодигард, ми го собираа сопругот доле кај покојниот татко уште беше жив. Па ние вие не знаете што сме преживеале, не он да пишува тука лаги, па и голфот го пишува. А не кажува за југото. На голфот има прс ставено, а на неговото југо што има? Фалсификован подпис на Јаким Синадиновски. Верувам имате уште многу да зборувате, а јас ќе знаете што е најтрагично? Што добивам од изборов? Само да ме боли душата. Затоа ве прашав и прв пат кога се видовме, што добивате. Меѓутоа, вие ми рековте, сакам да ја раскажам својата приказна. Па во случајов, тоа ми е душевна сатисфакција, благодарение на вас, што ме прифативте. Оти видите, ова е деликатна тема. Многу новинари можда не би ни пристанале да ме прифатат. Добро, јас ризикувам, може би да добијам и кривична пријава и тужба за клевета. Нема да добиете, јас ке застанам тука место вас. Да. Ви благодарам за учеството во денешното издание на Правда и неправда. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмите на Еден ТВ, а со емисијата Правда и неправда ќе се дружите од септември. Може уште 2 збора? Повелате. Многу ви благодарам, госпоѓа Гордана, што толку сте се информирале по целиот настан на приказната и како ја водевте емисијата и како ги поставувавте прашањата. Благодарам. И мене ми помогнавте многу. Убава вечер и вам. И вам исто. Благодарам.